Полека се спушта завесата на летната туристичка сезона во Дојран, за која локалните власти тврдат дека е успешна после 2 години пандемија. Првиот човек на општината, Анго Ангов, посебно изрази задоволство што покрај Дојранското крајбрежје ова лето одмарале и српски туристи, кои освен што транзитирале кон Грција, останували и по неколку денови на Дојранското крајбрежје. Како што кажа, тоа е резултат на промоцијата на Дојран на српскиот туристички пазар. Да, заврши туристичката сезона, односно на некој начин уште трае, меѓутоа со поднамален интензитет. Инаку задоволни сме од изминатата сезона, имавме доста посетеност, посебно оваа година ни се вратија веќе и српските туристи, транзитни туристи кои што ни доаѓаа со години наназад, но беа спречени поради пандемијата. Оваа година беа во поголем број и ме радува фактот што навистина почна да остануваат на подолго и некои туристи, српски туристи доаѓаат и остануваат буквално на целиот свој годишен одмор го искористуваат во Дојран. Општина Дојран веќе работи на продолжување на сезоната, се со цел ова туристичко место биде атрактивно преку есенскиот и зимскиот период. Се планира да биде ставено во функција ново формираното предпријатие кое ќе организира тури по културно-историските локалитети во Дојран. Па секако дека работиме, од пред неколку месеци е формирано новото јавно предпријатие кое што пред се ќе се користи за организација на тури, ставање во потреба на туристичките, културно-историски споменици, организација на и ставање во функција на фронтовата линија и ред на други активности кои што ќе бидат од голем бенефит за туристите, но и за Дојран, за привлекување на што е можно повеќе туристи, не само за време на летната сезона, туку и надвор од неја. Проекциите се дека оваа сезона во Дојран ќе има околу 100.000 ноќевања, со оглед дека последниве години значително е зголемен бројот на сместувачките капацитети, кои овој месец се резервирани претежно за викендите.